Почитуван председател на владата Димитар Ковачевски, почитуван министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, почитуван заменик министер за транспорт и връзки, почитувани представници на Светската банка во Република Северна Македонија, представници на ЗЕЛС, почитувани градоначалници, представници од општинските администрации, драги гости, почитувани медиуми. Драго ми е што денес сме присутни овде во голем број, се со цел да ги потврдиме добрите политики и практики кои што ги спроведува владата преку Министерството за транспорт и връзки, но и да укажеме на потребата од реализацијата на овој многу значаен капитален проект во сите општини низ државата. Инвестициите во инфраструктурата се клучни и од клучно значење за економскиот раст и развој на државата. Посебно ако тие директно се насочени кон општините заради локален економски развој, но и подобрување на урбаното живење на граѓаните. Во овој период посетив голем број на општини, остварив средба со голем број на градоначалници, граѓани во општините, со општинските администрации и секаде ги имавме истите предизвици, а тоа е реализација на крупни проекти во општините за подобрување на локалната патна инфраструктура. Сите се согласивме дека оправданоста на овој проект е огромна и даваме подршка за продолжување со реализација. Рехабилитацијата на локалната патна мрежа, верувам ќе се сложите, е прв и основен приоритет на граѓаните, многу важен за развојот на економијата, но и подобрување на безбедноста во сообраќајот. Токму преку овој проект ги нудиме и ги обезбедуваме сите овие клучни приоритети за нашите граѓани. Особено сега во време на најголемата светска криза, кога има лимитирачки фактори во градежништвото, го зголемуваме капацитетот на општините и вбризгуваме повеќе средства во економијата и во локалните средини. И нема да застанеме овде. Како поранешен градоначалник ви тврдам дека ова се проекти кои по својот обем и капацитет многу тешко општините ќе можат да ги реализираат без подршка од централната влада. Но и дополнително, ова е проект за прв пат организиран кој се реализира во државата во ваков формат. Затоа и со право денес бројките кои што ги кажа предмалку и председателот на владата потврдуваат дека владата е најголем инвеститор на инфраструктура во општините, како никогаш досега во ова тешко време на економска криза. Да подсетам само дека преку овој проект обезбедивме неповратни 70 милиони евра за општините и за граѓаните и очекуваме да се рехабилитираат, реконструираат околу 450 километри локални патишта. Денеска на оваа конференција сакаме да го потенцираме клучното значење на овој проект. Ке ги согледаме добрите практики во општините, кои веќе ги реализираа средствата што владата ги алоцираше за изградба и санација на локалните улици и патишта, но ќе ги поттикнеме и оние општини кои се уште работат на организирање и изработка на проектни документации со цел побрзо повлекување на средствата и изградба на локална патна инфраструктура. Министерството за транспорт и връзки преку нашата проектна единица во овој период активно работи на реализација на целиот проект. Бројките покажуваат дека досега имаме преку 4 јавни повици, опфатени се преку 90 локални патишта во преку 40 општини. Велам преку 90 локални улици и патишта се завршени, дел се во изградба и во фаза на тендерска постапка. Од вкупната сума досега алоцирани се 23 милиони евра. Морам да потенцирам дека сум задоволен од реализацијата на проектот и сакам да се заблагодарам на целиот тим во Министерството за транспорт и връзки, на нашите консултанти исто така, секако на локалните власти кои што аплицираат со изработка на нови проекти. Она што сакам и да ја искористам оваа прилика и да го порачам до локалните власти е да продолжат со изработка на проектни документации, квалитетни, комплетни проектни документации со цел да ги алоцираме средствата, да влеземе во тендерска постапка и час поскоро да ги реализираме овие средства. Јас секогаш потенцирам дека доколку соработуваме, ќе имаме видливи резултати. Добивме нови, реконструирани и побезбедни улици,
го подобривме квалитетот на животот на граѓаните и го забрзуваме локалниот и урбаниот развој на нашите општини. Тоа што сакам да го најавам е дека активно работиме на прибирање и обработка на нови проекти и до крај на годината ќе продолжиме со распишување на нови повици по региони, така како што работевме и досега. Максимално сме посветени на овој проект за локални патишта и уверувам дека се што е во наша надлежност ќе направиме во врска со овој проект. Затоа ве повикувам уште еднаш да го финишираме заедно како успешен заеднички проект за граѓаните. Тука се колегите од Министерството за транспорт и врски, отворени сме за соработка, за консултации и за помош. И во таа насока ќе продолжиме да го реализираме овој проект. На крај би сакал да се заблагодарам до представниците на Светската банка, кои ги препознаа добрите политики на владата и одобрија средства за реализација на овој проект, а би сакал да повторам средства кои што ги добиваат општините, а се неповратни средства и се во корист на граѓаните. Сигурни сме дека овој проект ќе придонесе за подобар, рамномерен, регионален развој, за економско зајакнување на општините, како и намалување на разликите помеѓу планските региони во државата. Ви благодарам.